Со едноминутен молк, положување свежо цвеќе и рецитал денеска се одбележаа 82 години од смртта на Викторија Попјорданова Цина. Представници од локалната самоуправа, политички партии, делегации, институции, здруженија и пријатели одадоа почит на Цина пред спомен обележието во кругот на Основниот суд во Штип. Денес одбележуваме 82 години од загинувањето на Викторија Попјорданова Цина. Го одбележуваме денот кога таа на Карловак на планина Шара падна, погодена од балистички куршум. Падна Цена, но во нашите сеќаве остана духот на Цена, остана духот на револуционерот и борбата за слобода на македонскиот народ. 82 години по незината смрт се доволни да се оцени големината на борцот и револуционер и комунист Викторија Попјорданова. Да се оцени доприносот што таа им го даде на партијата, на својот народ, за слобода на земјата, за слобода на Македонија. Во таа борба се кара и борците од Шарпланинскиот одред на Народно-ослободително движење. Викторија, како и многу други млади сили, млади жени борци, покажа дека не само машкиот пол, туку и жените може да бидат равноправни борци кога се работи за создавање на државата Република Македонија. Уште од мали нозе Цина започнува да се бори за слободна држава, па од овде произлегуваат и големиот број нејзини прогони уште кога била дете и одела на училиште. Загинува млада, погодена од куршум, без да дочека да ја види слободна својата Македонија. На денешен ден, пред 82 години, Комунистичката партија иској на својот победоносен пат за конечно ослободење на земјата од бугарскиот фашистски окупатор, италијанскиот окупатор, бандите на Шеко и Джемо, загина уште еден свој член, безкомпромисен борец и комунист. Почитувани присутни, Викторија Попјорданова Цина е родена на 7 февруари 1924 година во Петровец на Млави, во семејство на Софија и Петар Попјорданови. Поради нејзините напредни сваќања, нејзиното прогонување од страна на полицијата, почнува уште од наредните години на нејзиниот живот. Исклучувана и преторувана од едно училиште во друго. Така таа ќе го оди трнливиот пат на својот ученички живот. Ке се школува во Пожаровац, каде за прв пат е опсена. Потоа оди во Земун и Валјево, за да во 1941 година се најде на улиците на Белград, кај Кошувнак, активно учествувајќи во демонстрациите организирани од Комунистичката партија на Југославија. На настанот се рецитираше и песна посветена на хероината Цена. На Вита Попјорданова Цена. Со мисла света крај вргалница когулавица слета, да го посее семето на мирот, во тешкиот немир во градот Подисарот. Скоевка кршна млада, Вита Попјорданова Цена, со збор силен и јак, со дух револуционерен, ги поткрена фиданките млади во борба за слобода, за посветла еднина.